Навиките од поранешниот систем, кога од најмало до највозрасно носеше облека од домашно производство во услови на глобализација, може да бидат проблематични и опасни, особено сега кога над 90% од граѓаните се облекуваат со конфекција од увоз. Плюс податокот дека најголем процент од модата што не обкружува доаѓа од азиските и другите земји, особено ако се знае дека дел од таа ценовно конкурентска конфекцијска стока се произведува по подруми и скриени хали, без основни хигиенско-технички услови и стандарди. Мислам дека послабо купувам од странство. Облеки. На вие нашите, да, памучните, посебно на стружанка, мислам за долен веш. Мислам виница, винка што беше. Зависи. Не е исто, пример, ако земеш од Европа, ако земеш од Кина. Па секаква. Некој пат од домашно, некогаш од странско. Зависи. Но проблемот не треба да се бара таму од каде доаѓа чевдарските индустријски производи, конфекцијата и текстилот, туку овде во државата, каде мора да постојат механизми за да се заштити здравјето на граѓаните. За жал, кај нас ниту постојат соодветни лаборатории за испитување на обувките и облеката, ниту некој тоа го проверува. Например, дали тие содржат недозволени химикалии, токсини, канцерогени состојки, тешки метали. Затоа не знаеме дали тоа што ќе го облечеме може да ни направи некаква алергија или можеби да предизвика поголем здравствен проблем. Па сега ако има правилна декларација на тоа дека е квалитет, можеш да веруваш, ама пошто некој па лепат декларации сумњиви, па за тоа многу па гледат си пограничните премини со неправилна декларација, ги таа роба ја стопират на границите, не квалитет и тие ред други работи. Ипак, кога знаеш дека е домашно производство, гледаш го дека се произведува, нормално дека ќе веруваш на тоа. Што не знаеш, што не ти е јасно од дека е квалитет, нормално дека нема да купиш. Тоа што ми се допаѓа, дали странско, дали домашно, не без разлика. Дали пазите на декларацијата, дали е од македонско, од кинеско? Не. Дерматолозите велат дека иритациите кои се јавуваат на кожата во последно време процентуално растат. Меѓутоа лекарите се оградуваат дека се предизвикани од штетни супстанции во облеката и обувките. Најновото истражување на најмасовната организација за заштита на човековата средина, Грипнис, ги шокираше родителите низ целиот свет. Еколозите објавија дека во детската облека има штетни материи, како на пример формалдехид, во кој се потопува облеката за да не се тутка, а може да предизвика тешки алергиски реакции, нонилфенол, ехтоксиклат, кој еминира естроген и може да предизвика хормонска неравнотежа, како и перфлуоринантни соединенија, кои долго се сметале за нештетни, но сега најмногу студии ги врзуваат со ракот на дојката.